Екоцентар 97 ќе продолжи да чисти отпад во Охрид уште 4 месеци. Ваква одлука донесе судот, бидејќи за гласале мнозинството од доверителите. За адвокатот на поранешните вработени во Охрид, ваквата одлука е незаконска, бидејќи немало основ за негово продолжување. Тој инсистирал договорот да биде раскинат поради неисполнети обврски и да се активира банкарската гаранција, но собранието на доверители донело поинаква одлука. Во членот 11 од основниот договор изрично е предвидено што во случај на ненавременно, односно нецелосно дислоцирање на отпадниот материјал, односно опасните хемиски материјали кои се се уште во кругот на Охрид, каде што е јасно дека треба да се активира банкарската гаранција. Поранешните вработени во Охрид очекувано се револтирани, бидејќи на компанијата и се продолжил договорот за работа и покрај хаваријата што ја предизвикала и отпадот што не го исчистила. Стачајците во изминатиот период бараа да се раскине соработката со компанијата и таа да врати речиси 2 милиони евра, пари што ги добила неосновано уште пред да почне со работа, кои пак биле доволни за исплата на една годишна плата за 1000 поранешни вработени на Охрид. Да не им се дозволи да продолжи рокот. Да се бара друг некој стратешки партнер кој стварно ќе биде адекватен и кој ќе си ја знае работата и ќе ја заврши професионално и совршено. Ние бараме увид, пошто имаме некои сомневања дека тоа се препродава. Министерот за животна средина Насер Нуредини претходно најави дека ќе бара одговорност од директорот на Екоцентар 97 за настанатата хаварија во фабриката. Неговиот заменик Јани Макрадули денеска уверуваше дека испитувањата минатата сабота покажале дека нема загадување во почвата и воздухот, но за тоа дали ќе има евентуални казни, одговорноста ја префрли врз МВР и обвинителството преку кои одат сите податоци.